Во наредните минути ќе разговарам со универзитетскиот професор од Правниот факултет во Загреб, Александар Маршавелски, професор по кривично право. Со него ќе разговарам на почеток околу контрастите и компарациите. Како Хрватска, по речиси една декада од членството во Европската унија, спроведе и ги реализираше потребните реформи во македонското правосудство. Колку хрватското судство денеска може да се каже дека е слободно и работи според европските и професионални стандарди. Вака Хрватска веќе во транзицијата почна да гради независно судство. И многу секој утицај на политика почна да се по измените на закон да се ограничи, значи да судството фактички само себе управува. И тоа беше позитивно за влегување во Европска унија, значи ние фактички решивме проблем да политика утице на судовите во Хрватска. Меѓутоа сега имаме нов проблем. Ние се развива со времето, се развија центри на моќта во самото судство. Имаме некои судии кои се многу моќни, например судија на Жупанискиот суд во Загреб, како главниот централниот суд во главниот град на Хрватска. Исто така председател на Врховен суд е исто така една моќна позиција. Сега имаме и Високи казнени суд. Тоа се некои позиции на моќта. И тука околу нив се гради еден круг на суди кои се моќни и можат да тие се и во судскиот совет и можат да одлучуваат кој судија ќе напредува, кој нема да напредува и тие се регулираат, значи кои се критериуми за напредување на судиите. И тоа е проблематично затоа што некои луѓе во судството имаат голем утицај и тука пак може да се јавува и корупција и тие проблеми. И сега нашиот министерот за правда Иван Маленица во Хрватска прави некои реформи и исто воведе безбедносна проверка на судии, нешто како ветинг. И беше голем отпор од судиите, немаше доверба на безбедносните служби дали тоа само ќе биде безбедносна проверка, да не биде некој притисок од безбедносните служби, иако морам да кажам, во Хрватска немаше голем проблем на некои злоупотреби од безбедносни служби. Како тука, оно што беше со прислушкување и такви работи, ние во Хрватска немавме такви афери. Рековте дека во Хрватска не сте се соочиле со афери од типот како што тука беше во Македонија околу преслушувањето, но се соочите со неколку крупни корупцијски скандали во кои беше инволвиран екс-премиерот Санадер, беа инволвирани и уапсени неколку влијателни хрватски бизнис тајкуни. Колку хрватските суди се отпорни на политички и бизнис влијани? Тука имаме проблем, значи, со некои афери, баш една актуална афера на поранешниот директор на Динамо, на фудбалскиот клуб Динамо, Зоран Мамич, тој си замина во Босна и Херцеговина пред да биде осуден и јавно признал дека ги подкупувал судиите во Хрватска кои одлучувале во неговиот предмет. На крај го осудија, али он ги подкупувал пред тоа. И сега има голема афера околу тоа. И сега има и процедура и дисциплински се осудени тие суди и почнуваат и некои кривични постапци против нив. И тоа покажа, заради тоа и одеше иницијативата на нашиот министерот да направи безбедносна проверка на суди. И тоа сега ќе трае 5 години додека сите суди не поминат безбедносна проверка, да не се поврзани со организирани криминал, со некои коруптивни афери, со утицајни луѓе во бизнисот и така натаму.
Inaku moram da kažem, koga zborime za politikata i nezavisnost na sudstvo od politikata, minatата година се заврши оној процес против, еден од процесите против поранешниот премиер Санадер и неговата партија, он веќе не е член на таа партија, али е владеачка партија сега во Хрватска уште, Хрватска демократска заедница, во која она беше осудена, значи за корупција. И минатата година се заврши конечно тој процес. Врховниот суд го ја потврдил пресудата и Санадер и партијата се осудени. И оно што морам да оценам многу позитивно, дека премиерот, кој е исто таа партија, признал, мислам, кажал дека прифаќа пресудата, нема да се жалат на Уставен суд. И дека е тоа фактички доказ дека политиката не утиче на правосудство, затоа што ако владеачка партија дозволува, да така кажам, дозволува да биде осудена за корупција, добро, која се случи пред сега повеќе од 12 години, тоа значи навистина дека нема политички утицај, непримерен политички коруптивен утицај на судството. Дали и колку и како се применува во Хрватски инструментот на признание на вината и до степен на да се купите, условно кажано, слободата? Па, морам да кажам како јас имам студирано и во Америка, таму многу се критички збореше за тие погодби помеѓу обвинителството и обвинетите, заради тоа што таму се решават кривичните предмети повеќе од над 97-98% со тие спогодби. И тоа е многу проблематично во нивен контекст, што најмногу црнците одат во затвор, признават вина, иако некој од нив и не се вини. И тука треба да се пази, значи да некој кој наистина не сторил кривично дело, не може да го се притиска да признава за да добие помала казна и така натаму, или да се притиска на лажно признање. Тоа се работи кои треба да се пазат. Инаку, тоа е добар инструмент, кај нас недоволно се уште користи, морам да кажам, во Хрватска. Како влијае врз имиџот на една држава кандидат за членство во Европската Унија, како што е Северна Македонија, кога обвинет ќе се спогоди со обвинителството, ќе плати кауција од 5 милиони евра, а обвинителството ќе рече, па добра, барем побрза постапка го затвараме случајот, со тоа што и дел од средствата ќе ги надоместиме преку враќање на буџетската каса. Да, тоа мислам дека е добро. Ако може да тој кој е фатен во корупцијска афера да признае, да плати, да му се намали казна, не мора по секоја цена човек да оди во затвор. Ако не е, сега зависи за кој пари се работи. Дали тогаш не се доведуваме до ситуација дека за дел од обвинетите судот е мајка, за другите маќа? Па да, мислам, треба да се пази. Навистина, зависи од какво кривично дело, на која позиција беше тој кој се спогодува. И така, мислам дека треба да се користи, али треба да се и прати порака до јавноста дека корупција не се толерира и овие кои се најодговорни мора да одат у затвор. Значи, за корупција министрите, ако се фатени во некоја озбилна коруптивна афера, морат. Али сега, ако некој е фатен, ако не е и главен сторител, него помагал или нешто, имал некоја влога во коруптивна афера и признава делото, ако врати пари кои се добиени од кривичното дело, значи онда може да му се
to da mu se utiče, da plati i parična kazna i sve da mu utiče na namaluvanje na kaznu. Сега ќе ве подсетам, пред 4 години кога бев во Загреб и кога со вас разговарав, ми рековте македонското правосудство треба да помине врз своја втора општествена и социјална транзиција. Како денеска ви изгледа македонското правосудство и какви генерално реформи се необходни за да се ослободи македонското правосудство од печатокот дека е под влијание на одредени политички и бизнис структури? Mislim дека to je proces. Ne može i 5 godina je malo da se napravi reforma. Znači, to je proces, mora da se zajaknat etički test standardi na integritet na sudijite, mora da se da se zajakne transparentnost, znači na sudski te odluki, znači svi te sudski odluki mora da bidat javno dostupni, naravno se razbira se anonimizirani, ali mora da sudska praksa mora, to je preduslov za transparentnost na pravosudstvo, da sudska praktika bide javno dostupna, celosno. Znači, i da za to, znači tije presudi se razbira se anonimizirani, ali ime to na sudija ne je anonimno. Znači se znaje da li odreden sudija piše dobri presudi, odluki, znači da li dobro rešava predmeti ili ne. Znači, koga se presudite, koga se javni, onda se može da se pravi nekoja javnost, može da pravi, se razbira stručna javnost, može da pravi nekoja evaluacija. Ako to nemame ni transparentnosta i onda to ostava prostor za korupcija. Господин Маршавелски, доведувањето на политичките партии пред суд со цел да се утврди нивната одговорност за сторени кривични дела, те треба да се разгледува во контекст на современата јудилизација на политиката. Македонскиот законодавец со воведувањето на казнената одговорност на правни лица за казнени дела дозволил и политички партии да може да бидат кривично одговорни. Сега ова ви го актуализирам низ македонска диоптрија. Дали постоела одговорност за ВМРО ДПМН ако се докаже дека парите од продажба на ниви биле насочени во финансирање на изборна кампања? Или обратно, дали ако се докаже дека владини генерални секретари вработувале и собирале средства, а дел од средствата ги инкасирале во касата на партијата? За жал, мислам дека ништо нема да биде од кривична одговорност на ВМРО ДПМН. Колку знам, имотот е замрзен баш заради тие злоупотреби. Проблемот е тој што според кривичниот законник на Република Северна Македонија правните лица можат да одговарат само за одредени кривични дела. Например, во Хрватска, кај нас, правните лица може да одговарат за сите кривични дела. Така и за злоупотреба на службена положба и овласт. Значи, во Македонија не може, затоа што тоа се гледа како службеничко кривично дело и не може се сметало дека правните лица кои се примарно стопански субјекти дека не можат за такво кривично дело ни да сторат. Меѓутоа не се гледало дека и политичките партии се правни лица и теоретски можат да одговорат, али се направи прелимитирана листа на кривичните дела и според моето мислење тоа е особено важно дека во новиот кривичниот законник, а сега е во процес на изработка на новиот кривичниот законник на Република Северна Македонија, да се овозможи да правните лица одговорат за сите кривични дела. Тоа мислам дека е многу важно, затоа што може ќе излегуваат и нови корупцијски афери и баш како во Хрватска што имавме да владеачка политичка партија која беше фатена во корупција беше осудена, тоа во Хрватска многу ги зајакни стандардите на надзор на политичките партии, на ревизија на нивните финансии и така натаму. И мислам дека и во Македонија тоа многу важно, баш заради тоа да се спречи да во политиката имате корумпирани структури. Океј, ВМРО ДПМН не е сега на
власт во државата, меѓуто на власти на локални разини. Проблем е и со ДУИ. ДУИ е партија која е стално на власта фактички и беше во тие коруптивни афери со ВМРО ДПМН кога Груевски беше премиерот и сега пак е на власт. Не знам дали има тука, дали се реформираше. Мислам, нема индикации дека има некоја тука реформа и тука имате центри на корупција во политиката, а треба да се зајакнат тие стандарди, да се зајакнат одговорност и на политичките партии. Тоа е предуслов за да се озбилно справуваме со корупција. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за покана.